Да ФМ продолжуваме со разговори кои што се посветени на културата, на уметноста и нешто што настан кој што е поврзан со Универзитетот Гоце Делчев преку Факултетот за музичка уметност. Со нас во студиото е уметничкиот соработник при Факултетот за музичка уметност на Универзитет Гоце Делчев, доктор Невенка Трајкова. Јас реков доктор за музика. Добар ден. Добар ден и од мене, Тони, благодарам за најавата. Поздрав до слушателите на Универзитетското радио. Како што реков, кога ќе кажат доктор Невенка Трајкова и звучи, ама кога ќе кажат доктор за музика, нели малку поинаку звучи. Уметнички соработник на Факултетот за музичка уметност и уметнички директор на фестивал кој што започнува практично денеска. Да ги запознаем малку нашите слушатели за што станува збор. Благодарам и со задоволство да го најавам престојниот меѓународен арт фестивал Дојрана, кој започнува точно денеска, но отварањето е на 22 во недела, со почеток од 21 часот на отворената сцена пред хотел Романтик. Еве воедно и да ги поканам веднаш сите љубители на било кој вид на музика да повелат на отварањето на овој фестивал, на кој отварање ќе настапат доста еминентни имиња од нашата сцена, од Русија, од Бугарија и така натаму. Универзитетот Гоце Делчев директно вклучен со помош организација на самиот фестивал во организацијата, меѓутоа и со учество на Факултетот за музичка уметност. Кој се ќе учествува? Точно така, еве благодарности до универзитетот кој го возможи настапот на целиот универзитетски оркестар кој е околу 20 члена број. Ќе настапат и под диригентската палка на магистер Ивана Јанков. Ќе настапат студенти од класата на професор доктор Милица Шкарич, таа ќе биде член на меѓународната жири комисија. И ќе настапат и студенти по виолина од класата на професор Владимир Крстев. Јас исто така ќе настапам и на сцената со некој од нив. Инаку фестивалот морам да споменам од надпреварувачки карактер. Значи тие ќе се надпреваруваат во различни категории. Имаме дисциплини естрада, класика, фолклор и кореографија. Што значи тоа за учесниците од Факултетот за музичка уметност? И не само тој аспект, туку и од аспект на тоа дека има учесници од Бугарија, Косово, Србија, од Русија. Кој ниво очекувате да биде на квалитет од аспект на оној стручен музички? Значи точно така, јас како прв пат еве организатор во вакво нешто и инволвиран еве прв меѓународен фестивал, јас сум фасцинирана од бројката на пријавени учесници. Имаме само 150 учесници од Македонија. Имаме преку 70 учесници од Русија кои доаѓаат директно од Москва претежно се. Доаѓаат учесници од Бугарија, од Софија, учесници имаме од Косово, веќе споменав. Така да очекуваме да само да се заминат задоволни и искрено овој надпревар е освен од образовно-едукативен карактер, тој со цел за развој на туризмот. Значи не само надпревар, ќе имаме и мастер-клас за учесниците, мастер-клас по естрадно пеење кој ќе го одржи професор Елена Кузмина кој ни доаѓа директно од Москва, Факултетот за современа уметност. А за учесниците по пијано ќе одржи мастер-клас професор Маја Патронева од Национална музичка академија од Софија. Летото е период во кој што вакви настани се случуваат културни лета, се случуваат, значи има настојување да се збогати летниот простор со многу културни настани. Меѓутоа мислам дека не е првичната цел на сево ова само од тој аспект, бидејќи за прв пат се одржува. Малку за мотивите, од каде идејата вакво нешто да се направи? Идејата е затоа што ова е навистина раритет од ваков гигантски проект, можам слободно да кажам, бидејќи вклучува неколку аспекти и видови на музика, различни дисциплини. Но целта беше вакви фестивали има во Македонија, но во источниот дел навистина ги нема. И точно од ваков карактер арт фестивал, ова е всушност воопшто првиот кој ќе се одржи и целта беше бидејќи еве владата алудира, повеќе се става акцент за развој на туризмот во Дојран, развој на источните краишта, еве да ги посетат и да го фаворизираме овој крај од Македонија на овие гости, бидејќи тие не се прв пат во Македонија, но за прв пат се во источниот крај. И затоа во програмата, во овој проект се предвидени и екскурзии, прошетки до Струмица, Струмичко, водопадите, Смоларски, прошетки со кајчење по езерото Дојранско, посета на историски културни споменици од Првата светска војна во Дојран и така. Кој ќе се каже уметнички директор, нели делува малку одговорност, делува како функција.
Како се чувствуваш како уметнички директор? Што носи целата таа функција, одговорноста, а и што е убавината во неа кога веќе нели треба некое ниво да му се даде на еден настан, на фестивал ваков, од ваков тип? Кажавте многу убаво, кажавте, навистина преголема одговорност, бидејќи јас се грижам за целиот редослед на учесниците, за целиот ред таму како кој ќе настапи. Организацијата голем дел беше на мој грб и грб на колегите, се разбира. И навистина е доста тешко ова да се спроведе, но како доаѓа време веќе мораме да се сконцентрираме да завршиме работата до крај. Нешто што е интересно што го забележав, значи на отворена сцена ќе се случуваат настаните, да се надеваме дека времето ќе послужи. Колку е тоа од оној стручен аспект убаво за уметниците на отворено. Бидејќи имаме искуство со настапи на факултетот за музичка уметност на отворено на турнеите кои што одат, искуството беше позитивно. Ова мора да го кажам, бидејќи се разграничени класиката, во никаков случај не може да биде на отворено. Тоа ќе биде внатре во Хотел Романтик во конгресната сала, каде е донесен неверојатен блютнер, концертен клавир, и на него ќе настапат, значи оркестарот сите ќе бидат во затворено. Рековме отварањето ќе биде на отворената сцена, која ќе биде озвучена и осветлена со професионално озвучување. Така, има некои настани што ќе се случуваат на отворено? Отварањето значи ќе биде гала вечерта на крај кога ќе се доделат наградите на 27-ми. И надпревар по естрада исто така ќе биде нисата сцена, бидејќи нема многу точки по естрада, но и сите тие може дозволува озвучувањето да бидат на отворено, додека за класичниот дел не. Така. Во секој случај ќе има што да видат сите кои што се заинтересирани. 27-ми е гала вечерта, доделување на награди, надпреварувачки карактер. Дали тој надпреварувачки карактер дава посебна димензија? Ево, од аспект на уметник. Која е мотивацијата на уметник да настапува таму кај што е надпреварувачки дел? Не се веројатно парите како награда битни, туку сатисфакција да бидеш прв во нешто. Точно така, многу голема сатисфакција да се учествува на надпревар, особено на поголемите меѓународни надпревари. Еве јас кај што сум учествувала, не е само сатисфакција да се добие награда. Точно убавината во тоа да се учествува, да се видат кој каде се, еден вид во меѓународните веќе и дружење, контакти, соработка и ред други работи овозможуваат овие надпревари, а веќе наградите и наградените сами по себе со тек на време си ги носат и своите. Така. Сега да се вратам само малку на факултетот за музичка уметност, кој што учествува таму, да се надеваме на добар настап и само на крај малку да ни представи што се случува крај на семестарот, меѓутоа почеток на сезона во кој што ќе има многу настапи на и на студентите. Веќе се најавува годишниот концерт кој мислам дека ќе биде на 1-ви, не е уште сигурно, така? 1 јули би требало да биде. На завршениот концерт исто така, и таму ќе земам учество, ќе наставам со студентите во флейта. Ќе има доста учесници сега колку што знам, но подготовките се во тек. Но имаме и други завршни концерти и во моментов се готвиме за неколку дипломски испити кои што се сериозна работа, навистина тие ќе бидат исто во вид на концерти во различни дени. Тоа е се на што се навикнати веќе оние кои што следат работата на факултетот за музичка уметност и имаат можност да следат убави настапи. Јас ти благодарам за гостувањето. Ние ќе следиме што ќе се случува, ќе го следиме до крај овој фестивал и се разбира се оно што се случува на факултетот за музичка уметност. Јас ви благодарам многу за поканата и уште еднаш покани и до слушателите да повелат на отварањето кој ќе биде задутре во недела на 22 јуни. Ти благодарам уште еднаш.